Почитувани, концептот на ВМРО ДПМН е плата од 750 евра преку инвестиции во IT индустријата, блокчейн технологијата и дигитализацијата. Големи плати не се возможни со конвенционален пристап или со фабрики за горење на отпад и полење со марихуана, туку со инвестиции во напредните технологии, IT индустријата и блокчейн. Нашиот пристап е да ја направиме Македонија привлечно место за ваквите компании од целиот свет, но пред се да ги мотивираме младите да работат на тоа поле, да отвараат стартап компании и да го освојуваат светот на науката и модерните технологии. Со инвестиции во IT индустријата ќе дојдеме и до повеќе пари во буџетот, што ќе значи и поголеми инвестиции во инфраструктурата, образованието, здравството и другите витални сегменти за државата. Додека со високите плати ќе ја стимулираме и потрошувачката, што само по себе ќе биде мотор на економијата. Плата од 750 евра е возможна и ВМРО ДПМН докажало дека работи и гради. ВМРО ДПМН докажало дека го остварува ветеното. Време е за одговорен пристап, време е за Македонија за сите луѓе. Повелете прашање. Господине Стојановски, што председател стигна само прашање. Вчера во јавноста се крена галама во однос на изборот на Тања Чачарова за член на Судскиот совет. Ваш коментар во однос на будувањето на истата? Не можете да имате добар правен систем, ниту можете да имате реформи во судството кога наместо професионалци кои што се признати во областа ставате партиски полтрони и не го почитувате законот кој што изричито би кажал и декларативно наведува какви луѓе треба да бидат избрани во таквите тела. Оваа господја, Тања Чачарова Илиевска, не ги исполнува условите заради тоа што од 2017 до 2020 година работи како посебен советник во канцеларијата на Зоран Заев, а исто така имала и именувана функција во Телеком. Покрај тоа, таа господја во 2016 година била и представник на Социјалдемократскиот сојуз за да брани приговори на таа партија пред Државната изборна комисија. Тука сакам да ја потсетам јавноста дека Зоран Заев едно време беше начело на реформи на судството, кое што не видовме ништо друго од тоа, освен инсталирање на партиска испостава и диктирање на партиски судски одлуки од судството во Република Македонија. Нажалост, тоа го потврдуваат и сите релевантни институции, Transparency International, и извештајот најнов на State Department-от, тоа укажува дека Македонија не напредува во судството, туку само продолжува да тоне. Благодарам.